Позитивните пораки и јасната поддршка што вчера ги испорача Емануел Макрон не значат известност дека на состаноците на врвот на Европската унија идната недела земјите членки ќе успеат да ја разубедат Бугарија и така да се деблокира Северна Македонија, велат за Гласот на Америка дипломатски извори од Скопје. Она што е сигурно е дека во позадина европските, како и македонските и бугарските дипломати работат, но нема сигурност дека решение ќе се постигне во неколкуте наредни дена и покрај силната политичка порака на претседателот на Франција, една од клучните земји членки на Европската унија. Северна Македонија треба да влезе во Европската унија и Франција целосно ве поддржува на тој пат. Понекогаш можеби сте мислеле дека сме тежок партнер кој многу бара, но јас сакам да бидам искрен партнер. ЕУ донесе одлука уште во март минатата година да ги отпочне преговорите со вашата земја и сега е време таа одлука да се конкретизира. Франција активно го поддржува барањето компромис со Бугарија. Северна Македонија заслужува да ги отпочне преговорите без одложување. Покрај тежината на прашањата што Бугарија ги отвори, дополнителен товар на процесот е фактот дека во Софија има техничка, а не политичка влада која вели дека нема мандат да ги решава овие теми. Сепак македонскиот премиер се уште е оптимист. За нас е многу важно што Франција го поддржува процесот на интеграција на Северна Македонија во Европската унија, со јасно поставени стандарди и без да се губи време. Пред нас е саметот на Европскиот совет во јуни, што е вистинска можност за чекор напред и за решение кое ќе оттргне блокадата на нашиот европски пат. За македонско-бугарското прашање се разговараше и на маргините на вчерашниот самит на земјите од Западен Балкан, кај дел од европските технократи директно инволвирани во процесот се уште има надеж за компромис во јуни. Јуни е критичен месец за Западен Балкан. Имаме многу прашања на маса. Ние сакаме да организираме меѓувладени конференции со Србија и со Црнагора, за да ги продолжиме нивните преговори за членство. Сакаме да ги организираме првите две меѓувладени конференции со Албанија и со Северна Македонија. Посетата на Џо Бајден на Европа, прва како претседател на САД, се смета за можност за пробив во процесот меѓу Скопје и Софија, особено откако дел од регионалните медиуми објавија дека Западен Балкан е високо на неговата агенда на ова патување. Меѓу другото, новата американска администрација не крие дека Северна Македонија и Албанија треба да почнат преговори за членство, зашто кредибилна политика на проширувањето е во стратешки интереси на Вашингтон. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.